Колеги пратеници, јас за разлика од другите мои колеги барам дополна на денешниот дневен ред и тоа дополна со информацијата за состојбата во Судскиот совет на Република Македонија. Оваа информација пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата ја поднесе пред 6 дена во собранието. За жал, до денес не беше ставена на денешниот дневен ред и поради итноста и ургентноста на состојбата во Судскиот совет, бараме оваа грешка да биде исправена и оваа точка да биде ставена на дневен ред и ваквата информација да се стави на расправа итно на пленарна седница во собранието. Сметам дека е доволно елитните стручни соработници да управуваат со судскиот систем во Република Македонија и впрочем сметам дека сите треба да ставиме крај на оваа небулозна состојба во која што ја ставија пратениците, кои што поддржаа судски соработници да станат членови на највисоките судски инстанции во Република Македонија. Бидејќи цела оваа ситуација во Судскиот совет е многу конфузна, затоа што има неразчистени ситуации, како давање на оставки од досега неразјаснети причини на претходната председателка, незаконски надвор од законот, надвор од деловник, надвор од устав, разрешување на моменталната председателка на Судскиот совет. Исто така и сведоци сме дека во текот на вчерашниот ден имаше исклучување на јавноста од седница на Судскиот совет од страна на најновиот председател. Сметам дека оваа точка мора да се најде на дневен ред, за истата мора да се дискутира, заради тоа што сите заедно треба да сносиме одговорноста, особено пратениците од власта, кои што претходно ги имат поддржано членовите на Судскиот совет, кој што ги избира собранието, а кој што покажа еклатантно непознавање на законот, немање никаков интегритет, а тоа се лицата Весна Дамева, Селим Адеми, Павлина Црвенковска, Татјана Чечоровска-Илиевска и Милјазим Мустафа. За оваа точка мора да разговараме доколку има некаква волја од страна на владеачкото мнозинство да се воспостави одреден ред, да почнат да функционираат работите во Судскиот совет, секој конечно да ја сноси својата одговорност и да дадеме шанса на компетентните и стручни луѓе да почнат да се занимаваат со оваа функција која што нив им е наменета. Ви благодарам.